Значи, целава оваа недела ја организиравме кампањата Недела на кариерата во организација на тимот за општествена одговорност при Евроникел Индустри. Целта на оваа кампања, на овој проект е да ги презентираме техничките струки што се предаваат во техничките училишта во Кавадарци и во Неготино, од каде што излегуваат кадрите кои што всушност стануваат наши идни вработени. Нормално не само наши, и на многу други индустријски компании, како во Кавадарци, така и пошироко. Во текот на неделата не посетија сите општински училишта: Гоце Делчев, Тоде Хаджитефов, Тошо Велков Пепето, Габерот од Кавадарци, Габерот од Ваташа, Страшо Пинџур од Кавадарци, Возарци, Дреново и Бегниште. Над 350 ученици ја посетија оваа кампања, на која што им беа презентирани машински, електро, хемиска и металуршката струка, кои што се изучуваат во средните училишта Киро Спанчев Брко во Кавадарци и Кирил и Методи во Неготино. Дуалното образование е иднината и на економијата наша македонска, меѓутоа и на сигурноста во кадровската политика. Дали е тоа точно? Дуалното образование можеби како име е нешто по-ново, меѓутоа како концепт воопшто не е нов. Се сеќаваме ние во подамнешни времења, нормално зависи кој од која генерација е, дека праксата не била исклучок од средното образование. Така што дуалното образование е само еден понов формат на тој поранешен концепт, каде што голем дел од средното образование се базира на практична настава. Ние сме учесници во дуалното образование, заедно со средното општинско училиште Киро Спанџов Брко. Веќе со години наназад, бројни ученици од електро и машинската струка, а годинава, бидејќи минатата година се отвори металуршка паралелка, веќе во втора година ќе започне со изучување на практична, односно ќе почнат практична настава, годинава следната фактички од септември ги очекуваме и првите практиканти од металуршката струка. Евроникел Индустрија е решен да вложува во овој начин на собирање кадри? Две работи. Зошто оваа кампања, зошто овој проект е важен? Пред се е важен за самото општество. Токму тоа ни беше идејата водилка заради која што го организиравме овој настан, затоа што индустријата, особено ќе речам тука тешката индустрија, е економски двигател на секоја една држава, вклучително и на нашата. Така што со самото тоа што ги споделуваме нашите знаења и искуства и им даваме насоки на основците што би можеле да изберат како своја идна професија, всушност го помагаме пазарот на трудот кој се соочува со дефицит на ваквите кадри. Од друга страна, како што споменав, дефицит на ваквите кадри, тоа значи ние ги создаваме нашите идни кадри. Од овие деца очекуваме дефинитивно дека во иднина, ние и сега, денеска овде работат, ќе започнеме од бравари, ракувачи, оператори, возачи, електричари, хемичари и директори, нормално во целата хиерархија на компанија. Најмногу се тоа технички лица, 90% од персоналот на Евроникел Индустри се технички лица. Тоа е таа перспектива што ние ја нудиме за сите оние што ќе одберат да се насочат на техничко образование. Дали се служувате ова што Борка рече? Да, потполно се согласувам, бидејќи општина Кавадарци во континуитет ја следи потребата на пазарот на трудот и на компаниите, кои што се во тесна соработка со општина Кавадарци и покрај потребите од стручни кадри и останатите потреби во поглед на добробит и користење на општествените добра, сме со раширени раци за помош. Оваа година и минатата година отворивме нова паралелка металургија, што пред малку ја спомна и Борка, која што е за потребите на Евроникел, бидејќи недостигот на кадри е помали шанси за развој и напредок на компанијата. Исто така во нашите средни стручни училишта, во Киро Спанџов Брко и Земјоделско-шумарското училиште, веќе дуалното образование се одвива неколку години. Што рече Борка, тоа е од аспект на практичната настава во
порано, со разлика тоа што веќе нашите училишта постигнаа едно европско ниво на развиеност и подобрување на условите во сите наши училишта. Вие го следите целото, мислам, целиот процес од подобрување на внатрешните услови, подобрување на енергетската ефикасност, која што еве сега во тек е и за набавување на фотопанели на сите институции во образовниот систем, подобрување на условите во работилниците кои што ги имаат учениците, но сепак голема е разликата практична настава во работилница и практична настава во компанија. Овде имаме две добра, каде што учениците ќе се сретнат со компанијата, внатрешните услови, правила, обврски, принципи, за стимулирање, задолжение, а за возврат на тоа компанијата добива поволност, бидејќи може и има шанса од понудените ученици да си ги одбере најдобрите. Неспорно е дека еве ги провоцирам компаниите да ги стипендираат тие најдобри ученици, како би дошло до стимулирање на останатите ученици за подобрување на успехот, каде што се во тој профил или струка за потреба на компаниите. Јас можам со сигурност да кажам дека еве на заводот немаме електроинженери, имаме недостиг на наставен кадар, бидејќи во споредба со компаниите платите во образованието на наставниците и платите во компаниите се драстична разлика. Овде се подобро. Да, секако. Меѓутоа, доколку со овозможување на добар и квалитетен кадар во компаниите, тука веќе имаме и трето, тоа е најдоброто за нашите граѓани, тоа што нашите деца ќе останат во државата. Ќе придонесат покрај за подобрување на квалитетот, подобрување на квантитетот во производството во компаниите, ќе придонесат и за развој на компаниите со проширување на нивните капацитети, со проширување на нивното производство, и се надевам дека оваа мртва точка на финансии, на економија, на колапс ќе живне, да, и ќе биде еден повод за задржување на младите во државава, бидејќи вие сте сведоци и мислам дека имате направена анализа дека нашите деца веќе во средно образование ни бегаат во другите држави. Целта на општина Кавадарци со овозможување на овие услови е да ги задржиме младите дома. Задржувањето на младите дома е просперитет на државата и општествено добро, а и наша морална обврска е, нели, да продолжиме со тие напори. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.